Овие клетки съществуват во нашиот организам. И това е добро, и ќе каже, добро, един пат ќе им даваме све што е необходимо и све ќе бидеме во ред. Але исто знаеме од школа основна дека клетки во нашиот организам секојдневно се поменуваат, нали така? Кога дојде нова клетка, одново мора што да ја направиме? Да ја нахраниме, клетка. Клетка да ја нахраниме. Преку исхраната. Како нешто. Секој ден се производуваат над 100 милиони нови клетки. Они секој ден имат потреба од хранливи составки во нашата исхрана. Ова е как изгледува една здрава клетка, много е добра. Мен много ми се харесва. Најважно е сите клетки во нашиот организам да бидат за секогаш здрави. За ово се грижиме со нашата исхрана. И не е необходимо да бидеме, да одиме на медицински факултет за да го разбереме ово. Ово е многу едноставно. Многу едноставно. И ништо повеќе не е необходимо да знаете во вашиот бизнес за ова што ќе ви кажам за 5 минути. Добро. Значи, за да стигне ова што е необходимо до нашите клетки во нашиот организам, ќе минеме през 3 процеса. Најнапред мора наша храна да биде абсорбирана. Зашто ние храна ја приемаме во форма во која може ли една плескавица да влезе во клетка? Нема да е лесно, нали така? А даже едно апчиње Арктикси исто не е трудно да влезе во клетка. Нали така? Клетка е многу мало нешто. За ова е, најнапред може во нашата система на варење се казва. Да. Има процес на абсорбација. После преко што? Преко нашата крв, циркулација до сите клетки во нашиот организам, каде они мора да бидат наполнени со што е необходимо. Што им е потребно, ако сме го доставили со исхраната. Добро. Нека позборуваме малку за исхраната на современиот човек. Кој е најдобриот источник на добри составки за нашата клетка? Што ни е дала природата најдобро? Вода. Вода, добро. Водата многу мал дел од хранливите составки ги содржи. Овошје. Овошје. Зеленчук. Овошје и зеленчук. Консумација на овошје и зеленчук е критичен за наше здраве. Критичен. Але што се случува во последните години? Дали се зголемува употреба на овошје или се намалува? Нека да видиме. Податоци за годишна консумација на зеленчук во последните децении. Само гледајте во 1971 година, просечно во година 120 кг са користени од човек. Сега во 2011 90. И аз ќе попрашам овие кои са школувани доктори, дали има некаква промена во човешката клетка од 1971 година до сега? Дали нешто се е променило? Генерално не. Значи, нашата клетка има истите потреби сега, какви имала и 1971 година, нали така? Обаче, што значи? Со нашата секојдневна храна, ние не даваме све што е необходимо. Да, количина на јадене се здвоило за последните 30 години, во широм целиот свет. Сега нема проблем да се најадаме, даже да едвам да дишаме, нали? Нема проблем. Нема, јас помнам некогаш кога одих при моја баба, ќе ми сложи толкова да јадам. Повеќе немаш. Али ни бех болен, ни бех гладен. Дали така? Добро. Намалена е консумацијата на зеленчук во последните години со 23%. Ова е едно истражување на Јапонскиот институт за хранење, кој го покажува многу директно со што е поврзана овој процент на намалена консумација на зеленчук. Ова е поврзана
со овој што, например, витамин С во човешкиот организам се достава во момента со овој количина новоши на 80%. Витамин Е, малку се повеќе. Витамин А, го видите, малце повеќе од 60%. Витамин Б, витамин B12, калци, гледате, на 50% со овој консумација. Ова е железо, дали така? Железо се вика? Да. Железо исто. Ова е при жените. И после се чудиме зашто им остеопороза и све. При мажите, магнези, помало од 50%. Калци исто. Железо е доволно, не е проблем и затоа не е толкова критично да железо да приемаме со додатъци. Но за сите овие кои не са на под на 100%, мора да се замислиме за додатъци. Още един интересна само статистика. Во последните години омега-3 во съвременната изхрана 2001 година, 2010 година. Исто намалува много. Во омега-3 има съставки кои са жизнено необходими на нашите клетки да ги добият. Ако не ги добият со изхраната, откаде? Ќе видиме. За други източници. Овие за сите фактори кои до съвременният човек повлияат врз здравето и мора да се знае. Ова е стресот, ежедневният стрес, кој води до лоши навики на хранене, загадената околина, лоши навики на изхрана. Още еднаш казвам, луѓето побрзуват храната само со стомахот, не со клетката. Ова е врска губят и вредни навики. Ова е алкохол, никотин, во съвременния живот и много веќе и дрога и све друго. Добро. Зашто дигестивниот тракт е много важен за нашия организм? Зашто? Много луѓе не знаят много информација за дигестивниот тракт. И ќе бидете очудени од това што ќе ви кажем. Значи, дигестивниот тракт најнапред е одговорен за дегустација. Ова е нормално. За абсорбција на хранливите материи. А дали некој знае, че дигестивниот тракт е одговорен за имунитетот? Зашто? Зашто 70% од имуновите клетки се во дигестивниот тракт. И они ако не са нахранени, имунитетот ќе биде надоле. А они още еднаш кажувам, не се хранат со плескавици. Клетките. Клетките се хранат со хранливите составки на храната. Во плескавицата исто има хранливи составки. Ова е воред. Але не са сите кои са необходими. А разположение. Исто много важен фактор. Луѓето не знаат. Знаете ли кој хормон се произведува во дигестивниот тракт? Серотонин. Хормона на што се казва? 90% од овој хормон се произведува во дигестивниот тракт. Но само при услов дека дигестивниот тракт и сите клетки са нахранени. Нормално. Исто нервите, половина од нервните клетки са исто во дигестивниот тракт. Добро, какво решение мора да имаме? Не случайно, ние сме много горди дека едно од наосновни решенија за хранење на нашия организм е да му подадеме коктейл од хранливи состојки, кој е во много едноставна форма, лесно зашто? За абсорбција. Природата е създала нещо невероятно. Ова се нарича алоe вера. Що се съдържи во алоe вера? Алоe вера го вземаме во мали количини, нали така? И него как ќе се нахраним јас со 50 мл гел од кактус? Но како веќе казахме, клеткава се храни со микро и макроелементи, не со количина, а со содржание. Се храни клетка, не со количина. Што се содржа во алоe вера? 200 корисни состојки. Повеќе од 200 корисни состојки. Има состојки кои ги нема во 10 храни заеди заедно.
или 18 аминокиселини, 8 ензима, минерали, едно от най-важни съставки за здраве на клетка, витамини и така натаму. Нема да се спирам во секој дел, но мора да видите, кога кажеме за алоe дека е коктейл од хранливи составки, само видите што се содржа. Една цела аптека. Една цела аптека има во алоe од хранливи состојки. И немој мислите дека алоe мора да го земаме само кога сме болни. Зашто? Симптом за ненахранена клетка не е само болест. Човешкиот организам е многу здрава машина. Многу здрава машина. Мора да... Малко покажу ќе зборувам. Окей. Само видите какви съставки се съдържат во овој коктейл. И кои са придобивките. Обезбедува градбени елементи за телото. Основни градбени елементи на телото, кои са важни за нашето здраве. Я подобрува дегустацията и абсорбцията на хранливите материи от останатата храна, която я приемаме. Зашто во много голем дел ние приемаме со нашата храна добри составки, кои обаче не може да ги абсорбираме нормално и они минават преко нашиот дигестивен тракт као магистрала. Влиза, излиза. Трансфер, без да остава на улица, без да се абсорбира. Алоe спомага исто за ове. Ја подпомага работа на сите на црвата, го балансира имунниот систем. Како? С овој едноставен механизам за абсорбција и хранење на клетка. Ово е во алоето. А зашто алоe од Forever? Зашто алоe од Forever? Много е въпрос, не мога да отговорим, аз ќе оставим един много добър приятел, кој лично го познавам да ви отговори зашто алоe од Forever. There is nothing else like aloe. I am Julio Brahe, but people know me as Julio the Aloe Man because I'm always thinking about aloe. I have been growing aloe for more than 20 years. Forever Living Products has given me the opportunity to run the biggest farm in the world and to manage the processing plant. Our aloe is the best aloe that can be grown on this planet. I guarantee it. We have the best soil, the right amount of sunshine, and the right amount of rainfall a year. Our farm is 5,000 acres with about 30 million plants on the ground at this moment. We harvest 1 million pounds of leaves a week. And we average about 12,000 gallons of juice a day. Quality is what makes an operation successful. When we grow the quality into the plant, our distributors are going to get the best possible product. I produce the best quality aloe so that the people all over the world can live happier and healthier lives. This is my job. My job is to grow quality because I am Julio the Aloe Man. Наверно многу мина од вас као гледат процесот на Forever си викат, не ли многу старомоден, све се прави на рака, нема автоматизација. Најголемиот проблем на современиот човек е дека консумира храна која е произведена по автоматизиран пат. Секоја автоматизација на производство на храна е компромис со квалитетот. Однема од хранливите состојки. Кога алоe ќе има највисок квалитет? Кога содржи најдобрите составки. Алоето каде ги зема составките? Од почвата. Почва на која се гледа алоe на Forever е која е со ѓубре, со природно ѓубре, а само природно ѓубре содржи све што е необходимо. Се бере на рака за да не се уништат овие сите хранливи состојки и се стабилизира по технологија која исто ги задржа
сите овие составки. Да, процесот е по-скап. Процесот е по-скап. Наверно може да најдете нејде алој многу поевтино, со индустријалски процес, во каде све е уништено, каде се интересират само од име алој, а не од квалитетот кој ви предостават. Добро, со различни сертификати, сите ги знаете, нема да зборувам толку за сертификати. Пијавоците од алој мора да бидат во вашето меню секој ден. Не е необходимо многу. Зашто? Кажахме, ова ќе храни вашата клетка. Али, ако некој ми каже дека една лажица е достатъчно, не му вервайте. Барем 50-100 мл секој ден. Алоe vera гел обезбедува нутриенти. Нутриент. Ова е модерна дума. А што означава нутриент? Храна. Храни. Обезбедува храни. Ја подобрува абсорбцијата, имуномодулатор, антивирусно и така натаму и така натаму. Другите производи на Forever исто са дел од секојдневна грижа за нашата клетка. Един од најголемите проблеми за нашата клетка ежедневно е поврзан со едно нешто од кое човекот не може без него. Што правиме ние ако не се храниме и во секој момент на нашиот живот? Дишаме. Не, дишаме. Што дишаме? Воздух. Але све ли од воздуха е необходимо на човешкиот организам? Кој е најважно? Кислород. А кислорода има и позитивно воздейство и негативно. Нали знаете? Да. Зашто кислорода има недостаток дека не е стабилна молекула. И во нашиот организам он води до това да се образуват така наречените радикали. Слободни радикали. Човешкиот организам е така создаден дека има систем да се бори против, да ги компенсира овие слободни радикали или процесот на оксидација во нашиот организам. Зашто нашите клетки исто хваштат, рашта се вика? Рѓа. Они исто оксидират. И ова е најголемиот проблем со кој мора да се бориме. И немаше да има проблем ако овие слободни радикали, съвременният човек, от него не се произведуват и по допълнителни причини. Пушење, загадена околина, све. И за да може човешки организъм да се справи со допълнителният брой на слободни радикали, мора во нашия организъм да добавиме што? Антиоксиданти. Овие са производи кои исто на молекулярно ниво съдържат молекули со един слободен или един липсващ електрон, за да могат да се повършат и да неутрализират свободните радикали. За ова е поместин. А знаете дека свободни радикали са една от най-честите причини за канцер. И кога се разболееме од канцер, не го посакувам на никој, само ќе ви кажем, веќе е касно. Секој може да направи секој ден за својот организам све што е необходимо. Ако не сакате поместин, идете на пазар секој ден, си купите сите овоши, си направите сок, све. Како сакате? Forever ви дава можност много лесно достъпно. Све е обработено, направено та. Като цена, ако ще ги накупите сите овощи, ще ви излезе исто. Наверно. Да. Защо да внесуваме додатъци во изхраната? Има само една дефиниция, која ни дава морално право да препоръчуваме на секој да внесува додатъци во изхраната секојдневно за своя организъм. Защо? Съвременният човек страда ежедневно от дефицити на хранливи съставки. От най-различно естество. Що значи дефицит? Нека го погледнем во овој зид. Во овој зид во момента липсват некои, как се вика? Цигли. Нема цигли. Зидо е здрав, нема проблем.
Нема да падне. Во моментот, нали? Ова представува и нашиот организам. Има дефицити, и аз ви казах дека многу добра машина човешки организам. Але не мора да си играме да коцкаме кога ќе падне, нали? Зашто? Ако утре още една цикла нема, още една, во еден ден ќе се скрши. Много трудно да го изградим отново. Много е трудно. Не дозволувайте да се скрши. За да не се скрши, мора да не дозволуваме бројот на овој цикли количество да се увеличува. Напротив, мора што да го направиме? Да го допълниме. Да го допълниме со што? Со додатоци. А дали разбирате сега смислата на што значи додаток во исхраната? Со исхраната ние си набавуваме един голем дел од хранливите составки кои са ни необходими, але не сите. И ова ежедневно недоставување на хранливи составки води во нашиот организам до дефицити. Не ги осеќаме на првиот ден, не на вториот, не на првата година, не на втората година. Но во текот на времето, еден ден, најлошото кое може да случи е да се скрши зидот. По-малку лошо е. Значи, и само ќе ви кажам, човешкиот организам е така составен дека до 85% од циклите на секој систем може да биде уништен и он да продолжи да функционира. Много здрава машина е. Але не го поставајте на тест колку е здрава. Зашто кога се случи лошо нема връщане. Много ретко може връщане назад. Кои са симптоми за дефицити? Симптоми за дефицити. Липса на енергия. Лош надворешен изглед. Кожа. Замор, липса на желба, на ентусиазъм. Даже негативните размисли некој път са процес от нездрав организъм. Секој човек кој се чувства добре, има енергия, е по-вероятно да биде позитивен. По-вероятно да биде позитивен. Добро. За да може овие дефицити да ги набавиме, мора секој ден овие празни цикли да ги заполниме. Со што? Со различни хранливи составки. Зашто? Даже и најдобра диета, секојдневна диета, како кажах, ни доставува од некои хранливи состојки што ни е необходимо на 100%, од некои не. Преди неколку години Forever разработи една формула, да го кажеме. Ова беше задача на Стив Хачет при кога дојде во Forever, да направи овој хапчине со големо Х. Да. Овој, ако го секој ден го приемаме, ние го приемаме не за да се лечиме, не за да некакъв проблем, а именно за никогаш да не стигаме нашиот зид да се сломи. Ова е Forever Daily со различни витамини, минерали. Forever Daily е за кој? Е за сите луѓе кои се хранат добро и здравословно, но в резултат на ова што не се съдржа во наша храна, веќе в резултат на што? На индустријалска обработка на земја, после на полуфабрикати. Как се прави един полуфабрикат? Во повеќето случаи со висока температура. Висока температура ги уништва голем дел од хранливите составки и ние може да јадеме варено броколи колку сакаме, и зеле, и све, но и ајвар и све, но до некој момент ќе ги заполниме сите нужди, но не до 100%. Добавиме дели е достатъчно за голем дел, не обаче за сите. Не за сите. Затова е необходимо ова дели ни гарантира от овие кои са тук изписани 100% да може нашите клетки да добиват секој дневно. Forever има много голяма гама, която го покрие сите потребности на човешкият организъм. Абсолютно сите потребности. Няма да влизам во детайли за секој един производ. Со дели дадох само един примерок за сите составки кои се съдържат во ненаситните масни киселини, ове арктикси,
давайте ми пример, витамин С, имаме невероятна формула на 24-часово абсорбация, бавна абсорбация на витамин С, Нейчермин, мора да почнем да користим Нейчермин, защо имам остеопороза. Не, касно е. Касно е. Мора да користиш Нейчермин, за да не добиеш остеопороза. Защо остеопороза е много добър примерок физически. Що значи остеопороза? Наши клетки на наши костки изчезват, изчезнуват. Ги няма. Да. Изчезнуват. Ден по ден. И ние траеме до кога? Докара сломиме нога или, не дай Боже, как се вика? Колк. Колк. Апропо колк. Да. Знаете ли колко луѓе, не знам как е во Македонија, наверно докторки ќе ми кажат, но во Българија 80% от смъртни актове на луѓе кои са повеќе от 80 години са в резултат, знаете ли на шо? Не. Са в резултат на пневмония. Која е резултат на залежаване? Кој е резултат на скршен колк? 80% от старите луѓе умират зашто кршат колк. В резултат на што години наред не се обезбедували на организма што му е необходимо. Не влизам во детайли, во сите невероятни додатоци на Forever. Невероятни. Има Forever, ако сте заметили, во последните години работи за готови комбинации, формули. Не е необходимо да се прашате зашто ова мора да го користам, зашто ова. Имате производители за млади и за мажи и жени над средна возраст. Forever обезбедува све што е необходимо во овој возраст. Зашто? Добре, нема да зборуваме толкова много. Знаете, човешки организъм над 30 години е съвсем различно от човешки организъм под 30 години. Добро. Први чекор, секогаш, за секој, кој има желба во своя живот своето здраве да го обърне, първи е най-напред да прочисти организма. Най-напред. За да може да има абсорбция, да има циркулация и да има пълнене на клетки. Първи чекор. Това е 9-дневната програма Clean 9. Секој кој сака во иднина, секоја составка на Forever да му върши работа, мора най-напред да прочисти организъм. Разбира се, и во иднина и сега Forever работи за готови решения за потрошувачите, за клиентите, за соработниците,